Точно ке ја сакам, горка ја своја, скопи каже ми. Градоначалникот на Скопје Орце Ѓоргиевски информираше дека е објавена јавната набавка за реновирање на последните 850 метри од булеварот Борис Трајковски на потегот од трафостаницата во Пинтија до кружниот тек во Драчево. Според најавите, по завршувањето на законските процедури, градежните активности се очекува да започнат во рокот околу 40 дена, додека рокот за целосна реализација на проектот е предвиден до крајот на календарската година. Ѓоргиевски истакна дека станува збор за еден од најважните капитални проекти, нагласувајќи дека овој дел од булеварот со години представувал символ на застој, сообраќајни проблеми, прашина, оштетени возила и изгубено време за граѓаните. Со реновирањето е предвидено и проширување на булеварот на 4 коловозни ленти, како изградба на пешачка и велосипедска патека, со што се очекува подобрување на сообраќајната проточност и безбедноста. Од општина Киселаво да упати апел до граѓаните за трпеливост и разбирање за време на градежните активности што следуваат. Кабинетот по информатика во Општинското основно училиште Мирче Ацев во Скопската општина Ѓорче Петров е опремен со 30 нови персонални компјутери, со што, како што информираше градоначалникот Александар Стојковски, за прв пат се овозможува секој ученик да работи на сопствен компјутер за време на наставата по информатика. Стојковски во објава на социјалните мрежи истакна дека со оваа инвестиција значително се подобруваат условите за изведување на наставата и се создаваат подобри можности за развој на дигиталните вештини кај учениците. Тој најави дека локалната самоуправа ќе продолжи со вложување во образовната инфраструктура, додавајќи дека до крајот на годината сите основни училишта во општината ќе добијат современо опремени кабинети по информатика. Градоначалникот на општина Бутел Дарко Костовски информираше дека започнала акција за кастрење, проширување и уредување на улицата 7, позната меѓу граѓаните како Коритница во Бутел. Според неговата објава, активностите се спроведуваат во должина од околу 2 километри, при што од двете коловозни ленти се врши чистење на вегетацијата, кастрење и проширување на патот со цел подобрување на безбедноста и проодноста. Костовски посочи дека во тек е подготовка на целосна проектна документација за реконструкција и дополнително уредување на оваа сообраќајница. Тој додаде дека општинските служби редовно го одржуваат патот кој води кон селото Љубанци. Јавното предпријатие за комунални дејности при општина Аеродром информира дека во тек е јавен оглас за изразување интерес за ангажирање лица за вршење јавни работи во текот на 2026 година. Со огласот се повикуваат сите евидентирани невработени лица, социјално загрозени граѓани, пензионери кои сакаат да се вклучат во активности од јавен интерес на територијата на општината. Ангажираните лица ќе бидат вклучени во повеќе активности, меѓу кои за одржување на јавната чистота, чистење јавни површини, празнење канти за отпад, собирање лисија и гранки, одржување на зелените површини и паркови, како и одржување на улиците, пешачките патеки и тротоарите. Пријавите се поднесуваат во архивата на јавното предпријатие во просториите на општина Аеродром. Образецот за пријава може да се подигне на лице место или да се преземе електронски од официјалната веб страница на општината. Дополнителни информации се достапни на телефонскиот број 072 270 886. Градоначалникот на општина Карпош Сотир Лукровски заедно со директорот на спортски центар Борис Трајковски Даниел Апостоловски извршија увид во комуналните активности што се спроведуваат во непосредна близина на спортскиот објект во населбата Карпош 3. Од општината информираат дека овој простор по долг период е мета на несовесни граѓани кои одложуваат крупен и кабаст отпад на локацијата. Покрај тоа што локалната самоуправа редовно го чисти просторот заради зголемена ефикасност, била поставена ограда и рампа со официјално известување за забрана за одложување отпад. Сепак, кој што посочуваат од општината, рампата била отстранета од несовесни лица, пошто повторно било продолжено со фрлање отпад. По констатирањето на состојбата, општинските служби спровеле детална акција за расчистување на теренот. Со оглед на тоа што проблемот трае со години, градоначалникот и директорот на спортскиот центар разгледуваат повеќе предлози и можни решенија за трајно надминување на овој предизвик. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми
су тесни. Вечно ќе ја